По сепкупна анализа на доказите, изведене на главниот претрес и од бомбите што ги имавме во однос на овие предмети, анализите што ги правевме во доказите што ги прибравме во предистражната постапка, сметавме дека праведно е денес да го повлечеме обвинението, бидејќи нема докази дека го сториле кривично дело кој им се става на товар, а како што рече мојот колега Бурим, ова предистражна постапка се водеше во две насоки. Во една насока дали се криви сега обвинетите и кој е лицето кој е одговорен за убиството на што е случено во Сопот. Толку можеме да ви кажеме, благодарам. Само да ви кажете што сега, дали ќе има нова истрага, како ќе се бараат новите... Да, имаме ние дел од предметот е уште во предистрага. Се работи за конкретно за меѓународна правна помош, со блиска соседна држава на Република Македонија. Се бара начин како да се изврши, да се земе исказ од одредени лица кои може да допринесат за утврдување на сторителот на ова кривично дело. Вие имате некои други осомничени, тоа значи? Ние имаме во предистрага друга теорија на случај која ја истражуваме. Монструм, само да ни кажете, ако преземавте и тој случај од неодамна, што ќе правите таму? Па мислам дека овие денови ќе се произнесеме и тоа во најскор можен рок. Еве сега друга информација можам да ви споделам. Денес поднесовме жалба за предметот против Ивона Талевска за даноците, случајот познат во јавноста како